Клучните стратегиски насоки кои што ги посочуваме се креативно, да се потикне креативно и слободно размислување за јас предприемач. Да се подобрат вештините на знаењата и способностите за реално вклучување во сферата на предприемништво. Да се размисли за интегрирање на практичната настава кај работодавците. Да се направи партнерство, образование, бизнис заедница. Да се сензибилизира економската политика или носителите на економската политика на РМ во функција на Министерството за образование, да се основаат фондови за финансирање на практичната настава, односно да се операционализација на законот за финансирање на средното образование. Насоките треба да бидат во насоки на бенефит за пазарот на трудот. Кој е бенефитот за оние кои што се учесници во со соодветни компетенции? Значи, тоа се ученици или кои утре, кога ќе конкурираат на пазарот на трудот, бидејќи секој не мора да студира во оваа држава, да генерално веќе работодавците имаат представа и знаат за нивните знаења, вештини, способности и така натаму. За период од 1 до 3 години, тоа е на трета или четврта точка, сметаме дека треба да се направи обука на наставници, да се направи една широка јавна дебата за намалување на отпорот кон промените, бидејќи секое воведување на нови наставни предмети предизвикува првенствено отпор кон на учениците, второ кон родителите, а и пошироко во општеството. Значи да се сензибилизира јавноста кои се бенефитите од воведување на предприемништвото за сите во општеството. Да се размислува на стипендии за најуспешните ученици предприемачи кои во текот на своето образование ќе покажат најмногу компетенции. Потоа имаме симулации на компании во училница, поврзување преку некакви интернационални надпревари. Имаме, господинот сугерираше, за воведување на техники на учење и предмети, каде што треба да се направи обука на професорите, да се вклучат сите субјекти во државата и да се изврши размена, ова претпоставам меѓународно, на наставници и ученици и нивно тренирање. Потоа воведување на елементи на социјално и политичко актуализирање на темите во општеството, од поглед на учениците и децата кои се актуелни теми на кои тие може да придонесат. Потоа сметаме дека треба да има поголем број на успешни предприемачи во училиштата, значи луѓе кои што си го реализирале сопствениот сон преку личен пример или на типични успешни приказни каде што и најлудите идеи стануваат стварност и се профитабилни. Потоа се запознавање за тоа што се стекнува како предприемач, обврски, закони, даноци, инспекции и така натака. Морам тука да се надополнам една моја сугестија која што вели дека ние играме бизнис и учиме бизнис и сме дел од бизнисот, а многу малку е застапена, ова посебно до советникот, деловна етика и во наставните програми, поради тоа што сведоци сме дека не секогаш успешни предприемачи една година се наградени, втората година веќе завршуваат во затвор. Така да треба да се работи на тоа да се потикнуваат кај децата способности, знаења и вештини, каде што тие својот сон или бизнис идеја би ја реализирале во стварноста, но почитувајќи го општеството, законот, вработените и така натака. Ученици во посета на фирмите, тоа исто се надоврзуваме до основното образование, со тоа што учениците би посетувале реални компании. Имаме сугестија да се купуваат на пазарот на трудот, така наречени Project Games, каде што учениците решаваат реални и актуелни проблеми во општеството, како што се вредности, пазарни проблеми, понуди побарувачки и така натака, сите оние економски содржини кои што ги имаме и со кои се соочуваме во бизнисот. Потоа заживување на така наречени работни акции, да учениците да го нудат својот труд и знаење на компании кои би им плаќале за тоа
во договор со училиштето за да ја сватат вредноста, сопствената вредност и вредноста на парите. Начин за заработка, за екскурзии и така натака. Не знам колку би можеле тоа во законот да го ставиме, бидејќи тоа се малолетни деца и секогаш, барем во Македонија, кога има пари, има и некакво искривување на нивното користење. Треба да се размисли на тоа поле. Летен камп на ученици, кои што покажуваат предприемнички афинитети, значи кои посебно се истекнуваат во училиштата преку различни надпревари кои би се организирале во училиштата, на кои што летни кампови би имале работилници, би имале покането ученици од основно средно образование, наставници, па тука би се направиле некакви воркшоп работилници, би се доделиле признанија, може би бил следната година тој некој меѓународен летен камп и така натака. Потоа соработка на кариерните центри во училиштата со бизнисите и факултетите. Ова е една идеја која што не е само идеја, туку е стварност. Колешката ја реализираше минатата година, каде што училиштето Корчагин и учениците изработуваа флаери за Да, повели објасни. Тоа беше соработка, значи на кариерниот центар што во нашето училиште го има, со електрофакултетот, каде што по нивна иницијатива, значи на електротехничкиот факултет, има иницијатива да се организира надпревар за изработка на презентирање на тоа што нуди факултетот. Значи како учениците од средните училишта, поточно матурантите, би сакале да добијат визија што е тоа електрофакултет, кои насоки нели ги нуди и која ќе биде продноста понатаму да тие најдат нели вработување во реалниот сектор. Така да тој надпревар се одвиваше значи минатата година, односно се реализираше, а оваа година технолошкиот факултет организира на ниво на држава, значи исто ваков вид на надпревар, и со тоа што успеавме да тие го финансираат печатењето на списанието што се изработува од наши ученици, визија, и преку продажбата на ова списание, средствата кои што ќе се соберат се наменуваат за ученици кои што се социјално загрозени, не може да платат екскурзија или им се плаќа дел од сумата што е за таа екскурзија, може да биде значи и за други намени. Така да реално е остварливо. Задолжително волонтирање во хуманитарни и други акции, значи да се потикнува кај децата не само вредности материјални, туку може би утре и поинаквиот начин на гледање на погледот на светот ќе отвори кај голем дел кај нив и некакви нови иницијативи за отварање на бизниси, како што имаше еден конкретен случај на наша ученичка за време на студиска размена во Велика Британија, волонтираше, чуваше деца, а подоцна и старци, кога се врати во државата, возрастни луѓе, таа денес има еден од успешни домови за чување на стари лица, што значи дека многу работи кои што се дел од некакво волонтирање или вршење на некакви општествено-хуманитарни акции, поддршка, будат кај луѓето и поинаков поглед на светот. И на крај, треба да се осмисли или да се направи некаков напор, да се донесат бизнис инкубатори кои би финансирале само ученици кои што се предприемачи и кои би сакале утре да најдат некакви дополнителни финансиски идеи за